Денешната пресконференција е поврзана со работата на специјалното јавно обвинителство, кое практично ја стартуваше изборната кампања на СДСМ. Нема граѓанин во земјава кој не го гледа и не го осудува очајот и деструкцијата во која што се наоѓа СДСМ. Прашање на време беше кога Заев ќе го активира својот главен изборен адут и кога ќе го притисне копчето за будење на неколкумесечниот сон на Катица Јанева и нејзините соработници. Тоа што го прави Катица Јанева е обичен политички циркус и нема ни П од право. Се кршат сите законски норми, по нарачка се конструираат случаи и се прави театар само со една цел – дисквалификација, дискредитација и оцрнување на членовите на ВМРО ДПМН. На тој начин Зоран Заев и Катица Јанева веруваат дека ќе ја покријат неговата неспособност и дека ќе го компензираат барем дел од исклучително нискиот рейтинг кој што го ужива Зоран Заев. Катица Јанева пред неколку дена направи нов преседан. Самата го иницираше нарачаниот театар, испраќајќи повик до медиумите, со, цитирам, во периодот што следи ќе има зголемена фреквенција на луѓе во СЈО. Нема ниту еден пример за вакво работење, нити пракса во Република Македонија, ниту во било која друга земја. Ваквиот повик на Катица Јанева е отворен сигнал до медиумите под контрола на СДСМ или на Сорос да почнат со линчот и личните дисквалификации без никаква основа. Уште повеќе, предистражната и истражната постапка се тајни и треба да се почитува презумпцијата на невиност. Со ова што се прави, директно се крши законот со јавно изложување на личностите кои што се во предистражна или истражна постапка. Само по желба и нарачка на еден центар. Од СЈО пред неколку дена изразија негодување зошто не е изречен притвор за едно од лицата во предметот тврдина. Аргументот беше дека тој бил избран за директор во меѓународно тело и постоела опасност да не се појавува на распитите. За само една недела ваквите манипулации паднаа во вода и невистините излегоа на виделина. Денеска осомничениот се појави на распитот на кој што беше повикан и целата јавност се увери дека станува збор за уште еден јалов и неаргументиран обид некој да биде притворен и од тоа да се режира потоа спектакл. Истото се случува и со градоначалникот на Битола, кој скоро 2 месеци е во притвор, иако редовно се одзиваше на сите покани на СЈО. Во овие 2 месеци СЈО во предметот против него нема преземено никакво действие. Надлежниот обвинител беше на одмор, а остана само впечатокот дека притворот е побаран само заради политичка пресметка. За нема недоразбирање, ВМРО се борело и ќе продолжи да се залага за борба против криминалот и корупцијата. Но нема да ги премолчи политичките злоупотреби на институциите и политичките пресметки, чија единствена цел е политичка дискредитација. Веќе не постојат ниту дилеми дека СДСМ повторно нема што да им понуди на граѓаните. Нема програма, нема проекти, нема визија која би резултирала со отварање на нови работни места и подобрување на животот на граѓаните. Има само гола политика и црна кампања во обид сите да се вовлечат во калта во која што самите се заглавени. Зоран Заев, Катица Јанева и сите инволвирани во ваквото сценарио, најдобриот одговор ќе го добијат од народот на следните избори. Нивната деструкција и нивните манипулации ќе бидат жестоко казнети од народот.